Добро, еве денеска јас неколку членови на извршниот одбор на партијата, централниот одбор на партијата, но пред се општинското раководство на СДСМ во Тетово, заедно со многу граѓани и членови на партијата, но пред се многу неопределени граѓани, во нивна придружба ќе посетиме неколку локации овде во Тетово, но пред се важната тематика е да афирмираме на вистинските проблеми со кои што нашите граѓани секојдневно се соочуваат. Прво, Тетово е еден од поголемите региони, ако не и најголем регион после главниот град во нашата Македонија. Имавме прилика да поминеме покрај спортскиот центар, да видиме како е оставено набењето на времето, нешто што уште од социјализмот е направено, а толку значајно каче овде во центарот на градот, важно за сите генерации, буквално за спорт и за рекреација, кое што само по себе покажува колку е незаинтересираноста на власта за решавање на крупни проблеми кои што тиштат огромен процент на граѓаните. По информации, некаде околу 70% од граѓаните од градот Тетово котираат на овие спортски игралишта, овде и средното училиште, основно училиште и слично спортската сала, за жал, има погони за текстил, како фабрики, наместо да бидат исполнети спортските сали. Ветувањата за градски базен, модерни сали останаа од изборите и слично, но тоа е само еден мал дел од проблемите. 21 век, втора декада, Тетово има рестрикции за вода. Тетово, значи не зборуваме за некој населено место во нашата Македонија. На сите избори доаѓаат политичарите и заминуваат, сега 200 метра, утре 300 метра, ќе направиме проблемот обстојува, летниот период е посебно представен пред јавноста, граѓаните го чувствуваат секој ден. Истовремено, за жал, Тетово е најзагаден град во Македонија. Неколку денови беше прогласен и за најзагаден град во Европа. Во јуни месец 28 дена, колку што знам, М50 честичките беа 100% зголемени и апсолутно тоа ни укажува дека проблемите се неколкократни. Депонијата мора да ја реши Република Македонија. Трајно ја дислоцира од едно на друго место, но пак во близината на центарот, нејзиното палење и трајното нерешавање е огромен проблем. Користењето на тврди средства за огрев исто така е голем проблем. Југохром е голем проблем. Тоа се проблеми вистински на граѓаните кои што државата мора да ги решава. Генерално сите овие проблеми, ако ги додадеме овде проблемот со гробиштата, кој што во години и години се решава и никако да се реши, а треба да се направат неколку каскадни решенија над гробиштата, за да може нормално да се прошируваат самите гробишта, ги кажувам издвоени есенцијални проблеми кои што го тиштат секој граѓанин на Тетово без разлика и на неговата етничка, верска, политичка определба или било каква определба. Сите заедно најверојатно чинат не повеќе од 2 споменици во центарот на Скопје. Овие прашања мора да се решаваат подитно и тоа се вистински прашања за кои што државата треба да даде решенија. Едно од решенијата е директно државата да интервенира во филтер на Југохром, а Југохром да си го плати со делот на неговото работење за брзо решение да се јави. Не може вака да го одложуваат. Да, точно е, наши граѓани работат, зимат плата, но истите тие граѓани прво патат од ова што се случува, после и останатите граѓани. Мора да се решават. Интервенциите се символични за проширување на гробиштата. Јас сум и градоначалник, го видов спортскиот наменет простор за оваа работа. Ситни пари се за општина, не за државата. Иако е надлежноста и на државата во дел од спортските терени, дел е на општината. Но верувајте, на општините понекогаш им треба помош од државата, дел можат и сами да решат. Огромни политички поени се собират во едно спортско игралиште ако се стават во функција. Така да проблемите се решливи. Вода во 21 век, втора декада, катастрофа. Мора подхитно да се решава. Зборувам за актуелни проблеми заради тоа што еве после час и неколку минути овде поминати, веќе се истакнати сите проблеми. Продолжуваме по пазарот, по чаршијата, ќе се видиме во одреден дел на градот Тетово, па одиме во општина Боговиње. Проблемите секојдневни се овде присутни. Последните проблеми кои што однесува за жал и човечки живот, ако бидеме честни и зборуваме отворено, ние дадовме целосна поддршка на владата, општината и сите органи во решавањето на проблемите. Да нема дилеми околу тој дел. Но ако не прозборуваме дека каналите се запустени со диви депони, сечата на Шар планина што се случува и предизвикува еродирање на земјиштето, ние нема да се спасиме и од идно повтарање на ваков вид проблеми кои што за жал и чинат човечки живот. Со
вакви проблеми секојдневно се справуваат граѓаните и тие мора да бидат решавани од политичарите, од власта која добила честа да решава проблеми на граѓаните. Дозволете во еден дел да искористам приликата токму овде од Тетово да дадеме информации за она што е најактуелно во делот на преговорите. Знаете дека се собират последните денови околу исчекувањето да се донесе одлука за законот за специјален обвинител, а со тоа и за специјалниот обвинител. Концептуални се разликите на преговорачките тимови на политичките партии, но се надевам дека ќе бидат надминати најдоцна до самиот почеток на идната седмица. 7, 9, јас би бил среќен да биде тоа 7 со законско решение, преку измена и дополнување на законот, каде што ќе се избере специјален обвинител во ново формирана обвинителска структура со неколку заменици, обвинители стручни служби, со целосна автономија и независност на обвинителот, со можност да избира истражен центар со инспекторите кои што ќе ги бира, со стручни соработници, достоинствена плата, обезбедување на него и на неговото семејство, се што ќе гарантира целосна автономија за да тргнат процесите. Убедувањата беа вадени на маса доста денови, поприлично се расчистија правните недопрецизираности или разноликости помеѓу политичките партии. Денеска, утре, недела се убави денови да објавиме дека законското решение е договорена работа. Ако во понеделник се стави на дневен ред во парламентот, веќе сме на добар исчекор, заради тоа што името на специјалниот обвинител никој не може да го бара, ниту да мотивира квалитетни кадри без измените и дополнување на законот за јавното обвинителство, каде што секој чесен човек, подготвен за ваква сериозна работа, би го разгледал прво законското решение, а после би аплицирал за специјален јавен обвинител. Ова е презначајно прашање. Го знаете ставот на СДСМ во делот на новите незаконски одлуки на судот. Ние се надеваме дека ќе носат мудри одлуки по високите судски инстанци. Секако ги следиме процесите и со жалбените постапки во делот на јавното обвинителство. Ставот го кажа независните експерти, сите представници на правосудните органи кои што се независни, а тоа е реткост денеска во државата, но го кажа не може без да биде издадено решение за отпочната истрага, да има странка во постапка која што ја застапува адвокат Додовски, да поднесе барање за одземање или изземање на доказите од процесот за кој што се уште не се води истрага во предистражна постапка. Така да ова, како и да се одлучува од страна на повисоките инстанции, воопшто не влијае на идните позиционирање на специјалниот јавен обвинител и обвинителството околу него. Специјалниот јавен обвинител е многу значаен за сите нас граѓаните од Македонија, заради тоа што преку него ќе се испратат првите пораки на подготвеност на Република Македонија за реформи кон независно правосудство. Тоа е и судството, и јавното обвинителство. Ако ги направиме вистинските чекори, тогаш има надеж за независно правосудство во Македонија. А ако не, апсолутно Македонија останува зачмаена, а опозицијата е подготвена на секој можен начин да ги преземе своите чекори. Знаете дека ако не се избере специјален јавен обвинител, Заев кој што ги поседува доказите, заедно со опозицијата, ако нема кому на независен истражен орган да ги предаде тие материјали, наша должност по закон за антикорупција или по другите позитивни прописи е да ги споделиме со јавноста. Остануваме да го почитуваме договорот, ако има специјален обвинител, ќе ги предадеме материјалите. Ако не, јавно ќе продолжиме да ги обелоденуваме. Јас сум оптимист заради тоа што тешкотијата на преговорите, колку и да изгледа заоблачена, нејасна, вклучен како прв човек од опозицијата, јасно ми е дека се работи за формулации кои што се јасно правно толкувачки. Значи, тоа не е некоја имагинарна работа која што тешко се договара. Се знае целосна автономија како се гарантира. Мора да се гарантира. Се знае по структура што значи обвинителство. Мора да има заменици заради тоа што тие мора да работат веднаш на предметите. Заев објави дека има повеќе од 600.000 разговори. Еден човек, таа работа не може да ја заврши. Се работи за работи кои што не треба да бидете правник за да ги сватите и секако ако има волја од сите партиципенти, ние сме само една од 4 страни. Ако има волја, многу брзо тоа прашање може да се затвори. Пред сад време обвинителството навратил за 21 случаи, значи
после неприфаќање на судот. Дали сте запознати со ова? Јас ќе споделам тоа што јас го чувствувам на внимателен начин, да не бидам грешка разбран. Јас не знам точно колку жалби има, но знам дека има жалби. Симнувам капа, реков, на секој што ќе се одважи во борбата на почитување на Устав и закон во Република Македонија. Ретко се, и верувајте, чекори историски прави секој оној одговорен, јавно позициониран функционер, без разлика дали е во извршна, правосудска или не знам во било која од различните власти или законодавно. Ако направи чекор во полза, потенцирам, на Уставот и законите на Република Македонија. Очекуваме уставни и законски одлуки од повисоките судски инстанции. Тоа е исто така многу драгоцен и значаен сигнал дали сме подготвени да го враќаме во нормала судството кон тенденцијата на независно судство, со дигнати раце, на страна тргнати како канџи на политичари надвор, да секој во Македонија знае ако е правичен, дека има шанси да добие правда. Работата на јавниот обвинител ќе зависи од законот за јавниот обвинител. Кои се тие концептуални разлики кои што ги споменавте? Концептуалните разлики се во суштината на ќе биде специјален јавен обвинител или ќе биде специјално јавно обвинителство. Во Република Македонија постои јавен обвинител на Република Македонија. Постои виш јавен обвинител, постои обвинител за организиран криминал, постои обвинител во јавните обвинителства. Но во суштина се повеќе од 300 јавни обвинители. Значи, кога се дефинира виш јавен обвинител, тоа значи дека се повеќе од 40 виши јавни обвинители. Јавен обвинител значи служба. Таа служба мора да има заменици, така да специјалниот обвинител ќе ја носи одлуката, покренува обвинителен акт или отфрла кривична пријава. Но тој мора да работи со некој, има 28 предмети, само пуч и против врвот на власт. 27 плюс 1. Треба заменици кои што ќе го работат овој предмет, ќе реферираат пред специјалниот обвинител и ќе се носат одлуките согласно устав и закон. Тоа е нашиот став. ВМРО ДПМН вели треба да е еден човек. Еден човек со овие материјали што досега се доставени и оние што заев треба доправа да ги достави. Нека цени јавноста и сперската јавност дали еден човек тоа може да го заврши. Нечесно е поставувањето да убедуваме јавноста дека еден човек може да ги заврши овие предмети. Затоа ние бараме јавно обвинителство со еден специјален јавен обвинител, заменици јавни обвинители, стручни соработници, како што впрочем постои во обвинителството во Тетово. Има јавен обвинител, има заменици јавни обвинители, стручни служби и технички стручни служби како записничари и слично. Тоа е. Што ќе се случи со болните за Мостра? Знаете дека и дел од владеачката структура, нашиот став како опозиција е јасен, преку јавниот обвинител ќе бидат прегатени сите материјали, транспарентно објавени во функција на донесување на правична судска одлука и тука вистината ќе биде споделена секако со граѓаните. Анкетната комисија е многу значајна во парламентот, таа ќе отвори значајни предмети. Секој од политичките партии и партиципенти има можност да номинира теми. Како и да гледате, Монструм ќе биде една од темата номинирана на овие инкюри комисии или анкетни комисии кои што ќе се формираат, така да вистината ќе излезе и за Монструм, а се надевам ќе се селектират и многу значајни информации кои што граѓаните ги чекат како вистина која што била во доменот на нивното очекување. Ви благодарам на сите.